Оба! Така, да се наместимо. Чак. Топ. Добро утро, добар ден, добро вечер, како гледате, не знам. Денеска го правиме првиот фотовлог, каде што на Canon 5D Mark III ќе го инсталираме GoPro-то. Чак, и ќе имате real time, буквално на како изгледа низ мојот viewfinder кога идам да фоткам. Денеска целта ни е да разбиеме еден изговор константен кај многу фотографи дека градот кај што живеам не е доволно атрактивен и инспиративен за мене и мојата фотографија, дека стално сакам да бидам во друг град и кога сум таму, кога патувам, увек имам поише инспирација за фотографирање. Денеска ќе пробаме да го смениме тоа. Знам точно, на секому се десило тоа, и на мене ми се десило да мислам дека ако моментално сум во Рим, Њу Јорк или Париз, кој се мека и медина за улична фотографија, ќе ја направам многу подобри фотографии. Не е точно. Уличната фотографија ќе ја спојде со документарна фотографија и ќе добиете нешто како улично документирање, јас го кажувам. Како јас го разбив овој изговор кој го имав доста време во мене кога бев во Скопје или кога бев во некој град и таму подолго време простојував, со тоа што зададов неколку проекти. Тие проекти може да ги видите кај мене на сајт. Насловени се едниот е Display and Papers, Short Breaks, The Game We Plays, The Way We Make Money, и сега тие сите проекти кај мене во глава си стојат. Пред да искочам од дома, знам дека треба да правам фотографии за сите тие проекти и плюс цело време си добиваш си задаваш нови проекти, нови инспирации за да имаш што да фоткаш. За денеска сакам да започнеме нов проект кој ќе го насловам Сенки и силуети, но во меѓувреме, додека ловам тие сенки и силуети, ќе пробам да фотографирам и за тие други проекти кои веќе ги имам започнато. Значи тие проекти веќе имаат фотографии од многу држави и стално ги збогатувам со плюс и плюс фотографии. Ништо, тоа е тоа, се пуштаме во акција. GoPro-то е монтирано. И ништо, идеме у GoPro mode. Почнуваме од градскиот парк, имаше некоја ролеријада, тука ги фоткав луѓето кои што седат во заточаци со кучиња, неуспешно, од таму на Кеј се преселивме, каде што обожавам да ги фотографирам овие костури од старата градска плажа која веќе не постои и комбинирам со силуети кои што трчат или џогираат. Еве го фраерот како го фреймувам у десниот агол, мислам дека ви се допаѓа оваа фотка, мене ми е омилена. Овие ми се омилени моменти, каде што имам повеќе луѓе, секој се брка својата работа и ги обожавам овие композиции каде што можам да импровизирам. Го лотирав овој човек кој што е спор, пробав прво да го фреймам во тие рамки за вежбање, односно вратила, и знаев дека од него ќе добијам нешто за наредна композиција зашто е спор. Сакав да имам точак и у тој момент се појавува точакот кој гледате доаѓа од десната страна заедно со човекот под него кој трча. Тука ја пукам композицијата, супер фотка, една од моите фотки за серијалот на Дневен живот, таа е нема објавено на сајт. Ова ми беше супер интересно, тетката ме примети подоцна, пробував да ја фотнам како чита Техномаркет магазин и само ја спуштав камерата за да не ме примети, демек нешто глумев дека ми е расипан дисплеот, но после фоткава ме примети, се разбира. Секој го знае овој дел, двата моста кај влада, пробуваме да ги вметнеме силуетите меѓу мостовите, сакав да начекам точак како поминува и тоа и го добив, но имав моментално ми влага една бабичка у фрейм, ја гледате, таа веќе ја клонирав. Ја трнав на Lightroom и мислам дека фотката е идеална. Сега сум на плоштад, ова ми е една од омилените позиции во Скопје за фоткање, каде што ги сликам луѓето кои што седат на клупите и го користат сонцето. Овој фраер се сунџеше на добри 5 минути пред да се разбуди, доколку некој го знае, нека му каже дека има фотка кај мене, зашто и има одлична фотка, значи таа фотка е стварно добра. Се селиме на улица Македонија, каде што има многу луѓе кои се, односно композиции кои можам да ги направам за мојот проект Displays and Papers. Секој нешто чита, листа на мобилен и така натака. Се движиме напред, го видов овој човек, но не можев добро да ја компонирам. Ќе пробам уште еднаш друг агол, но мислам дека тука направив една-две фотки и потоа ме примети. Односно направил повеќе, но фотографиите не беа задоволителни. Се селиме понатаму
Овој човек го имам неколку пати сретнувано на оваа клупа и е стално во истата позиција. Не знам која е приказаната позиција него, но овој пат ме примети, нареден пат кој ќе видам да фоткам таму, ако е присутен истиот дедо, ќе му придам да го прашам што прави, како е. Овие скали. Овдека утепав добри саат време на овие 3 локации што ги видите, тунелот, овој тунел и скаливе. Пробував да начекам некој да се симнува од скалите надоле, а горе има само една канцеларија со пар луѓе, значи шансите да се симне некој се минимални. Тие скали не водат никаде освен у таа канцеларија. Начекав конечно една госпоѓа да се симиња надоле и си реков, окей, тоа е тоа, ако ме примети, ако не е ако е, односно, изреволтирано што ја фотографирам, ќе ја избришам фотографијата и тоа е тоа. Еве го моментот, она ме примети, само се наспја, продолжи да се спушта и се намести на друга локација да ме фотографирам нешто сосема трето, но мислам, беше свесна дека од неа ја фотографирам и го добивме овој продукт. Ова е amazing фотка, значи тоа е фотка која остане forever. Пробав уште нешто, додека чекав, се надев дека уште некој ќе се спушти да направам уште неколку композиции, но немав среќа. Овдека ми се свига оградава од страна кај Министерството за надворешни работи, пробував да начекам дечки со ролерки да ги ставам сите во по еден столб. У тоа успеав. Задоволен сум од фотографија, не е моја милена, но е сепак одлична. Ова е последната фотографија што пробав да направам, ова сме веќе во Наслоб аеродром, ги знаете сигурно овие момци кои што целодневно играат карти или табла и во позадина ги имаме ромите кои имаат журка секој ден и ги складираат своите пластики. Тоа е тоа од моето фоткање овој ден, се надам ми се допаѓаше, се враќаме назад во студио. Кој е супер возбуден за Avengers? Значи, едвај чекаме сите да почне. Endgame, тажно ќе биде, за Iron Man, супер фен, ќе биде многу тажно, зашто сеќам дека нешто ќе се деси со Тони Старк. Дај Боже да не го утепаат, значи тоа е лоша верзија, ако утепаат, добра верзија, ако на крај имаме нешто свадба, бла, таки работи со Pepper Potts. Never mind, се враќаме. Видовте што видовте, се надам се допаѓаат фотографиите што ги направивме денеска. Ако ви интересен ваков тип на фотовлог, DM ми на Instagram и ќе направиме уште неколку други видеа. За некој ден идеме да снимаме landscape фотографија негде на epic location around Скопје. Тоа е тоа. Мислам дека завршиме за денеска. Ако се соберат над 100 subscriberi, ќе почнам да правам и Lightroom туторијали за фотографиите кои веќе ги имам направено. Значи тоа е тоа. Кликај лайк и се гледаме у наредно видео. Peace!